Кога станува збор за инвестирање во иднината на една држава, тука секако станува збор за вложување во младите, а со младите поврзани се и образованието и спортот. Со средства и иницијатива од локалната самоуправа, во соработка со Министерството за образование, Агенцијата за млади и спорт, Фудбалската федерација на Македонија, Владата на Република Македонија, приватниот сектор и други организации, во изминативе години се изградија голем број на спортски објекти. Би започнал нормално со најголемите инвестиции во училиштата, а тоа се изградени се 4 нови спортски сали во вкупна вредност од 130 милиони денари, или во евра тоа е нешто повеќе од 2 милиони евра. Средствата се обезбедени од Министерството за образование, Владата на Република Македонија и дел од локалната самоуправа. 4 нови спортски сали се, ги имаме 2 големи спортски сали во Средното општинско училиште Ристе Ристевски Ричко и во Основното училиште Добро Јовановски, тоа се сали со трибини, и 2 мали сали без трибини, во средните училишта Ѓорче Петров и Кузман Јосиповски Питу. Исто така, оние постоечки 5 сали кои што ги имаме во останатите училишта, во основните училишта Гоце Делчев, потоа во Рамполевката, Климент Охридски и 2 сали во средните училишта во гимназијата Мирче Ацев и Орде Чопела, со средства од локалната самоуправа во вредност од нешто над 7,5 милиони денари, се реновирани комплетно и овие спортски сали. Со тоа придобивка имаат не само учениците кои што директно ги користат овие сали, исто така и голем број на спортски клубови и ентузијасти кои што тренираат во овие спортски сали кои што се изградија во изминатиот период. Исто така се изградија и 2 тениски игралишта, и тоа едно во Основното училиште Гоце Делчев, едно во гимназијата Мирче Ацев, со вкупна вредност од нешто повеќе од 10 милиони денари, средства обезбедени од Агенцијата за млади и спорт и локалната самоуправа, и исто така имаме ново повеќенаменско игралиште во гимназијата Мирче Ацев во вредност од 6 милиони денари, средства обезбедени од Агенција за млади и спорт и локална самоуправа. Исто така, во изминатиот период изградивме 5 терени со вештачка трева со вкупна површина од 2500 метри квадратни, и тоа во Основното училиште Добро Јовановски и во населбите Рит, Точила, 11 октомври и на Могила, и вкупната вредност на овие околу 3 милиони денари, средства целосно обезбедени од локалната самоуправа, и се постави нов асфалт на спортското игралиште во Средното училиште Орде Чопела со средства од локалната самоуправа во вредност од 600.000 денари. И приватните инвестиции не изостанува за подобрување на спортската инфраструктура и атрактивноста на градот. Благодарение на нив беше поставена балон салата во дворното место на Основното училиште Блаже Конески, која што е приватна инвестиција, а имаме и балон салата во Основното училиште Гоце Делчев, која што сала е донација од градот Лозана, Швајцарија. Исто така се постави и вештачка карпа во гимназијата Мирче Ацев за спортистите и љубителите на овој спорт. Потоа во соработка со Министерството за образование и наука и Фудбалската федерација на Македонија отворивме спортска академија за фудбал во гимназијата Мирче Ацев, каде што имаме над 60 ученици не само од нашата општина, туку и од соседните општини кои што учат и истовремено тренираат во ова спортска академија. Или конкретно, вкупно во спортските објекти во изминатиот период во училиштата се инвестирани околу 160 милиони денари, односно нешто повеќе од 2,5 милиони евра. Моментално се изведува и уште еден капитален проект, а тоа е реконструкцијата и комплетната санација на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп. Се работи за проект за кој што средствата се обезбедени од УЕФА, Фудбалската федерација на Македонија, секако ги обезбеди дел и самата општина Прилеп. Имено се работи за вкупна сума за изведба на проект од 100 милиони денари. Со ова комплетно ќе се реконструира целиот градски стадион. Откако решивме имотно-правната документација, продолжуваме во моментот да се работи на изведба на спортскиот терен. Потоа во наредна фаза комплетно ќе се постави целосно ново осветлување, за да на крајот се заокружи овој проект со изведба и реконструкција на веќе постоечките капацитети, трибините, официјалните простори за лица, ќе се постават нови 5000 столчиња за гледачите, комплетно ќе се покријат северната и јужната трибина, со што на стадионот ќе му се даде еден нов современ лик согласно високите критериуми на УЕФА,
и ќе возможиме на градскиот стадион да се играат и вечерни надпревари и меѓународни надпревари, бидејќи како што кажав ќе биде изграден согласно високите критериуми на УЕФА. Но што се однесува до стадионите, не запираме тука, веќе се изведени 2 стадиони во населеното место Тополчани и на паркот на револуцијата Могила, додека изведен е и стадион со вештачка трева во населбата Типски, во соработка со АМАС, за што се потрошени средства во висина од 16 милиони денари. Во изминатиот период успеавме на граѓаните на Прилеп, посебно на младите, и да им обезбедиме изградба на 2 фитнес терени. Едниот изведен на паркот Могила, а додека другиот е веднаш до стадионот со вештачка трева во населбата Типски, што представуваат инвестиција од преку 3 милиони денари. Прилеп исто така е да се потенцира дека Прилеп веќе во изминатиот период и многу успешно го развива и алтернативниот, односно авантуристичкиот туризам. Знаете дека веќе Прилеп е и светски позната дестинација за болдеринг. Параглайдингот веќе го издигнуваме на едно светско ниво, обезбедувајќи им на параглайдеристите и повеќе места за полетување, а веќе и изградивме и рампа за полетување. Исто така организиравме планински ултрамаратон, маунтбајк, планински велосипедизам, за да на крајот годината ја комплетираме и со манифестацијата Прилеп Екстрим Викенд, кај што се одржа и првото македонско трофи со джипови, за кое што се изгради комплетно нова мотокрос патека, а исто така се одржа и крос за мотори во Лагово, додека за сите скейтери и ролери изградивме и скейт парк пред целата Македонија, за кој што инвестиравме преку 1.200.000 денари. Во иднина патеките ке Лагово планираме да прераснат во еден поголем мотополигон или центар кој што ќе биде препознат на Балканот, а се надаваме и во Европа по овие активности. Сето ева нашите вложувања се со цел поддршка на масовниот и индивидуалниот спорт во Прилеп, во што верувам дека во огромен дел ги успеавме. Професионалците и рекреативците сега веќе имаат многу повеќе избор и многу повеќе спортски објекти каде што можат да тренираат, да се усовршуваат, и со ова секако ние даваме можност со граѓаните да практикуваат поздрав начин на живот, но и клубовите и индивидуалците да имаат и подобри спортски и професионални резултати. Идеите кои што ги акумулиравме во изминатиот период беа идеи кои што ги собравме од директни контакти со спортистите, со младите, со урбаните заедници, идеи кои што ги акумулиравме преку локалната младинска стратегија. Значи, она што го утврдивме дека е потреба и проблем на младите, на граѓаните од Прилеп, ние веќе го спроведуваме на дело и ја подобруваме и модернизираме значително спортската инфраструктура. Вкупно инвестирани средства имаме во изминатиот период преку 120 милиони денари или преку 2 милиони евра. Во соработка со Министерството за образование имаме најава во наредниот период да започне изградба на уште 3 нови спортски сали во основните училишта Кире Гавриловски Јане, Основното училиште Кочурацин и Блаже Коневски во населбата во Точила. Со тоа ќе се заврши еден голем процес на изградба на спортски сали во Прилеп, вкупно 7, бидејќи 4 претходно беа изградени. Ова година ќе се изгради ново повеќенаменско игралиште во Основното училиште Кирил и Методи во Канатларци преку Агенцијата за млади и спорт во вредност од 100.000 евра, и ова училиште за прв пат ќе добие едно вакво мултинаменско игралиште во својот двор. Ќе биде изградено и ново повеќенаменско игралиште во Основното училиште Рампо Левката со средства од локалната во вредност од 4 милиони денари. Реконструкција на спортско игралиште ќе има во Основното училиште Гоце Делчев 2 милиони денари, а ќе биде направена и целосна реконструкција на спортското игралиште во Основното училиште Климент Охридски во вредност од 3 милиони денари, со што ќе се добијат 4 нови повеќенаменски игралишта на територијата на општина Прилеп. Исто така, ќе се постави вештачка трева на неколку игралишта, и тоа во гимназијата Мирче Ацев на постојаното игралиште, во Основното училиште Кочурацин, во дворот на студентскиот дом Орде Чопела. Ќе се добијат вкупно 3 нови игралишта со вештачка трева и рефлектори на територијата на град Прилеп. На почетокот од 2017 ќе се изгради трета фитнес зона во градот, во населбата Точила, во соработка помеѓу општина Прилеп и Сдруженијето на извидници од градот Феникс. Ќе се постави игралиште за мини голф на Могилата, паркот на револуцијата.
Ке се реконструира и игралиштето во Металец, со што Прилеп ќе добие современ тренинг центар за фудбал. Проектот е во изработка, во иднина ќе започне со негова реконструкција и прилагодување. Ова година ќе бидат изградени нови паркови во комбинација со детски игралишта и поставување на пинг-понг маси во истите паркови, на повеќе локации во градот и во населените места. Изградени и осветлени ќе бидат и стадионите во Мало Којнари, Големо Којнари, Канатларци и во Галичани. Ке се изградат и 5 баскет игралишта во соработка со Агенцијата за млади и спорт, и тоа во населбите Бончејца, Точила, во Типските куќи, во населбата Подкули и во близина на паркот на Могилата. А во соработка со бизнис секторот ќе се потрудиме да го збогатиме мотопаркот во Лагово со нови содржини, и тоа маунтибајк патека, картинг патека, пейнтбол игралиште, како и угостителски објекти. Исто така во соработка со бизнис секторот, после средувањето на детални урбанистички план, ќе биде понудено преку по пат на јавно-приватно партнерство, ќе се обидеме да изградеме источната трибина на градскиот стадион Гоце Делчев. Што значи од таа страна стадионот за прв пат ќе добија трибина. Преку претходно средување на планската документација од страна на општината се овозможи и нова приватна инвестиција аквапарк во близина на Могилата, позади хотелот Салида. Ова година ќе биде пуштен во мај месец. Што значи со овој аквапарк се добива и уште една интересна спортска содржина на територијата на Прилеп. Значи не само јавни пари од буџетот на владата и на буџетот на општината, ние поддржуваме и приватни инвестиции за збогатување на спортската инфраструктура во нашиот град. Со ова Прилеп покажува како општина дека со средствата од буџетот не се секогаш доволни, затоа секогаш треба да се има иницијатива кон приватниот бизнис сектор, меѓутоа изнаоѓање на најразлични видови донации кои придонесуваат за збогатување на спортската инфраструктура. Во соработка со владата на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт, посредување на имотно-правните односи е планирана и комплетна реконструкција на градскиот базен и спортскиот комплекс Маркови кули, инвестиција која ќе чини над 5 милиони евра, и реконструкција на спортската сала Македонија во висина од 1,5 милион евра. Со сите содржини внатре во неа ќе бидат реконструирани. Во 2017 година ќе продолжиме со поддршка на училишниот спорт и други спортски манифестации, како и организирање на веќе традиционалниот турнир во мал фудбал во чест на Свети Никола. А во континуитет ќе продолжиме со поддршка на спортски клубови и настани. Оваа година се надевам, доколку има интерес, ќе се формира и ракометна академија која ќе функционира во состав на гимназијата Мирче Ацев.